62 година, 6.9. Тачно знам кога се фатени, затоа што беа на мене, ти ви реков за крштенка да се прави. И до сега 35-6 години, колку се, од сите тие риби, 17 што беа, имам уште 3 парчиња од нив. Ево, ова е Мишко што ми е, тие ми се, овие, сите тие ме знаат као да разговарам со децата, као што идам од порта, така исто состин си правам муавет. Кога ми е најлошо, ми е најтешко, ја кајним ке си дојдам и си прикажувам као некој од порта, ако чуе ќе рече вој шо прави, си прави муавет со некој. Јас сум Никушев Ангел, роден сум во Велес. Сето моје детство и младоста ми е помината повеќе овде поред Вардар. А за сета среќа, па и тука сум скоро и женет. Другари сме биле 12 души. После секоја игранка, после матине забава, ќе си идеме горе, Вардар бил чист као кристал. Сме се бањале од Железен мост до Јаниташ, доле сме оделе Мало Вардарче и сето тоа. Вода, ако ти се пие ноќеска и водичка можеш да се напиеш, толку бил чист Вардар. Че после секоја игранка навечер, другарите ќе собереме, имам тука другар близко што седи, кај него ќе ги оставиме алиштата и уште едно бањање ќе си направиме пред да си одиме дома. И тоа значи Вардар бил од секој пат врзан зошто за сите Велешани. Тоа било убавината на градот. Имавме плажа кај Железен мост. Од Железен мост до Јаниташ било сето скроз наредено со младина. Млади, машки и женски, немало тога езера, немало кај да одиме на годишен одмор, па сето тоа сме окористеле поред Вардар овдека. После сето тоа овдека имав јас една жена ми што е сега, тука седи одма поред Вардар. Сме иделе, сме правеле серенади, многу пати сме биле и со вода испрскани како ерѓени озгора. Еднаш добро паметам, еден другар имав армоникаш. И само што почнавме да пееме, поштар еден чичко тоде тука живееше, и ние само што почнавме да пееме и озгора не наградија со еден леѓен со вода низ бања, почна тој да плаче због армониката и не беше наша армониката, сета ни ја истопи и сето тоа така. После сето тоа било среќа, пак од тука и се оженив. Од тој зид тука и риба си фаќавме. После како вереница на жена мајката и беше многу мераклија за риба фаќање. Дедо ми не, али жена ми, мајка и беше толку од зидот ќе фрли 2-3 оловки у Вардар. И ноќеска цела ноќ увото и е вака на пенџерето и сеќава ако нешто има дрмето. Она имаше фаќано сомови по 20, по 30 кила, ако ќе стане сабале ќе не викне цело корито полно со риба. Али имало риба, тога и многу риба имаше. Јас после како се оженив, риба почесто си фаќавме и ми се роди 62 година синот и требаше да правиме крштенка за него. Ама кумот и сите тие се стилија ќе имали вардарско рибче за мезе. Ја викам ќе има, ако нема милум, ќе има силум, важно. Ќе најдеме риба, ќе фанеме. И тргнавме 20 со уште еден од другарите на сите овие канали кај што се. Пошто Вардар бистер, риба имаше многу, али тога ете за наша среќа малку риба се погоди, 6-17 парчиња колку беа, и таа риба си однесе дома, остана жива.
така. Дојдов од дола од Вардар, беа се 17 парчиња, а беа наменети специјално да се фаќаат за крштенка да се прави за синов. Кумот риба па риба ќе има. Фанавме нешто, али ти рекав 17 парченца беа, гости може да има 50 души. Што ќе правиме со оваа риба? И се остана таму жива и јас ја пуштив тука. Овие риби живеат 40 години, 39 години, затоа што е природна вода. Оваа вода е природна, извира тука испод собата. И од времето кога е купена уште куќата, имало риба. Тоа е како традиција една, али било овдека не беше како што е сега направено, него беше мермер, одпред мермерна плоча, малечко беше аквариумчето и таа риба погина што погина и јас после наставив да чувам риба. Историјата за оваа вода, риба, вода што да ви раскажам, куќава е купена од татко ми 25-та година, само због оваа вода. Затоа што сме живееле со стока, сме имале коњи и работел со скола, со тоа не гледал, тако бил тогаш животот и така, али затоа се барало куќа да има вода, било каква вода да има, само да има за стоката, затоа што во Велес имало спротив една пумпа или од црква или од некаде сме чекале со сати, колку сме чекале за водичка за пиење. А овдека било секој пат тебе вака вода. Никој пат ни повечко, ни помалце вода доваѓа. Значи тоа е принцип од каде е, што е тоа изворот, не го знаеме, фазла од под собата, таму кај што живееме, едно 6-7 метра, тука е изворот. Кога реновиравме куќава, тогај направивме така малце едно бетонско, од кај што иде вода од карпата. И од тука натака и ставивме цевки, а имаше цевки, старовремски грнчарски цевки, од по 25-30 сантима колку биле тие, и се ќе се напални, што имаше тука смокви, тополи, дрва, ќе се напални парцелта годишно еднаш, ќе мора да извртиме, за да може водата пак да се врати назад. Кој ќе извадиме парцел по 4-5 метра. И тога и не сме знаеле каде и што е. Сме имале од неја и доста штета, влага сме имале во собата, затоа што немало цевки како сега што има. Сега, пример, има стаено цевки, солонитни цевки со спојки, со гумички, стаено е се. И немам никаков проблем во куќата. А порано имало влага во собата, имало се, душемето се скапуело се, али се поднесувало због водата. Целото мало овдека портата не била никаква затворена. Секој си полнел водичка доека, не се стави оваа природна вода. А, бре, Мишко, чекаше да дојдам, нели? Оди, на, ела. Мишко, едва ме чекаат завалите да дојдам ја и сите им даваат по малку храничка, ама мене ме чекаат да дојдам. Со душа чекаат само да звончето да ми тропне на портата и да се прокле мене. Мики, на, ајде. Више. Кога ми е најголем проблем, ева види, кога ми е најголем проблем, они душата ќе ми е да си поиграм вака со осни малце и сето гајле, сето онакве ќе ми помине. За да живее оваа риба, навистина треба вода чиста. Му се деси пример на синот кај мене, на истиот што се фатени кога е он роден, со него што се врснички, да нешто правеле тука, се миеле со некој сапун, нешто, и моментално рибеве почнаа да се осеќаат незгодно, да рипаат, да надуват и ги ставивме во кадата, за да се чисти корицето, за да не повторно пак да ги вратиме назад. И сето тоа докажува дека колку е оваа вода, зошто живеат они, затоа што е природна водата. Само што ги ставив во кадата за рок пол сат или 4-5 парчиња, најубавите што ми беа, ми умреа. Помалете преживеа, сите поголеми парчиња и умреа. Ги чистивме, ги онадивме, ги кобајаги да ги пржиме, ги испрживме, ги исплакавме со жената и
Од ним уопште не каснавме. Значи од се до денеска ние од овдека риба немаме каснато. Само имам до уста ставено и расплакано и... Ајде, Мишко. Ајде, ела, Мишко. Ајде, ела. Ела да видам ја вас шо ви. Мише. Бргу ќе се делиме со смене, ја и ти изгледа главата нешто. А липна ти стануе полека. Мики, ела, кајде, ела да ти видам. Ајде, ела да каснеш века, ела. Ајде, оди, еве го. Не ќеш да ме послушаш. Ајде, Мики. Некој пат се и они таксиратни, па некој пат кога ја не сум дома. Али риба може она да живее и без многу јадења, може и многу да јаде. Мики, наеднава ми е нешто, окцето е бело. Брзо ќе си одиш и ти у Вардар пака што си била, ама таму неќе ти биде вака. Кој ша одеш те гледам ја вака да ти фрла некој јадење. Таму јадицата ќе ти биде крај или водата, па ќе те затруе, Мики. Вардар сега е многу загаден, ја ги пуштам назад, ама дали они остануваат живи или не. Да видите една историја, две наеднаш ги носе во Вардар, ги пуштам. Едната под депресија, како е водата ја привлече, си отиде веднаш. Другата отиде за едно 5-6 метра во Вардар и се врати назад. Само е што ја измилува и као штука отиде и више не видов. Значи, толку ме сакаат, дури по миризбата ме знаат, кој што вика некој на којето кој ќе влезам уште од портата. Сега, Мишко, дојде време да се разделиме више. После 39 години ќе треба да се разделиме, да се вратиш пак од кај што си дошол на истото место. А како ќе ти даде Господ, Мишко, така да бидеш. Важно од моја страна те изгледав, те изчував, од 50 грама малечко, и сега ќе си одиш пак кај што си дошол. Тешка ми и мене разделбата, Мишко, ама нема, природа си е природа. Аќа Бигор, овдека од водата, морам да чистам. Шом си го затворил, треба и измет да му правиш. Ако не ќеш да го раниш и измет да му правиш, пушти го Вардар, нека си оди, од кај што си дошло. Живинчето, а шом си го затворил, треба и измет. Ке си правиш, вака лете зиме, ке му чистиш малкуцка, и ним би им биде уво, и мене ми уво. Леле, ај на срцката. Срцка. Така, јала, вали, јала. Ај, на, така, да го чешкаш, да го милуеш. Ако е рибчан, сака да го милуеш, он, живинче. Така, сека е. Мишко, ти ми остана најпосле, ама изгледа дојде времето, кога треба јајте да се разделиме више. Ајде, Мики, иста старост, никој да неќе. Ајде,
Ajde, od kaj si došao, Miško će te vrati to nazad. За време водичка. Доста сум те негоил. 38 години. Сега пак ќе си се вратиш назад. Времешко, колко време заедно сме се, ќе си одиш. Не го јадеме, ќе си оди пак во Вардар сега назад. Еше мирно. Мирен си живе. Ќе си оди назад, се радуе и он ќе си оди кај другарите шо. Да ја мал се побалам и еде код. Немаш мочите ме. Мишко, дојде времето да се разделиме. Беш те чував, те ране во чиста вода. Сега гледај во какво ќе те пуштам, али тоа е природата, како ќе ти даде Господ, така. Од моја страна 36 години те гледав, те чував, сега дојде време да се разделиме. Ајде да ми си одиш од тука од кај што си. Од кај што си ми дошол. Ајде, Миша. Ајде, душа. Ајде. Ајде. Тоа било пишано да си одиш кај што си дошол. Од тука си ми ще дојден. Ајде, душа. Среќен да ти е патот. Ела, неќе да си одиш. Ела кај мене пак, ела. Ела. Ела вам. Ела, душ, ела. Неќеш тука да живееш, нели? Оди, оди, иди. Нели? Сакаш да те милуват? Ајде.
Ajde, Miško. Ajde, vodi mi se, ajde, vodi mi se, ajde. Ajde, vodi mi se nadam, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, srećno neka ti je. Srećno da ti vidi, Miši. Сега е това. Како ќе ти даде Господ Мишко, така натаки. Ајде се наиво. Ајде. Неќеш да си одиш од мене, неќеш да се разделиш. Неќе. Ела, ајде, оди. Ела, Мишко. Оди. Не му се бендисуе водата и неќе да си оди натаму. Испадне, ела, ќе се, пак ќе те носам дома. Ајде. Ајде, Мишо. Ела, оди, Мишко, оди. Оди. Оди, 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 оди. Вардаре, од изворот бистер, над Гостивар горе, ти си наш Вардаре, до Егејско море. Течи, реко, течи. Ево го Мишко, пак ми доаѓа, неќе да си оди. Сака пак дома да си оди. Ево го Мишко. Ајде, Мише. Неќеш, Мишко, неќеш. Сега више ќе си оди. Шом го измилував и ќе си оди за последен пат. Ајде, Мишко, ако неќеш, ќе те носам пак дома. Ако неќеш да си одиш, не го гледам ние, скаде ми е побегна. Кај ми се скри. Замина.